Благодарам, председателка. Колешка Лиле Пововска. Прво сте некоректни за тоа што велите дека опозицијата го спречи правилното ефектот од законот за возило. Немојте да заборавите дека 3 години сте на власт. Вие сте дел од власта. Немојте да префрлате кривицата за нешто што не сте способни како власт да направите на опозицијата. Што спречи опозицијата? Што може да спречи опозицијата? Кога мнозинство во парламентот ги имате вие, кога владата е ваша, што спречи опозицијата? Заради тоа што ви укажуваше дека место да реагирате со правилни проекти, правите театар за луѓето? И ние уште тогаш ви кажавме колку стари возила има. Со лепење на лепинки ништо не постигнувате. Не се решава проблемот на загадувањето. Да, многу мал проблем, многу мал дел. Оти не ја направите топлификацијата во Битола. Со греењето во Битола се загадува каде повеќе него ли со возењето на постари возила. Оти не ја направите. Пари имате, проекти имате, се имате. Зошто не ја направите? И се крива вие опозицијата. Кој е лицемерие? А од друга страна, вие како власт го донесовте законот за урбано зеленило, не го спроведувате. Пак ви е крива опозицијата. Кој е крив? Власта. Парламентарното мнозинство. Вашите градоначалници. Зборам вас како парламентарно мнозинство. Тие не го спроведуваат, очигледно. Ете, ние ви дадовме поддршка за урбаното зеленило. Не го спроведувате. Дали знаете дека ги укинавте акцизите за увоз на нафтен кокс за употреба во индустријата? Знаете кое загадување го прави нафтениот кокс? Не може да се спореди со кузне колку сакате возила. Ги укинавте акцизите. Без акцизи да може и фени, големите индустрии, усие и така натаму, да не ги редам. Фирмите не се ни криви ни должни. Да можат да увезуваат нафтен кокс со 0% акциза. Да некој се богати на грбо на здравието на граѓаните. Тука треба да реагирате. Тука треба да сте гласни. Тука треба да излезете со пароли и да викате: луѓе, ова не е во ред. Тука се гледа дали сте за нешто да се поправи или само лицемерие ќе продаваме и ќе продаваме програми. Викате: добро е што владата имала програма. Не треба програма. 3 години е владата влада. Убаво е што има програма. И јас ке речам: да, добро е што има. За жал, ништо таа програма не направила да биде видливо. Ви кажав, топлификација во Битола да направите, огромен резултат ќе имам во загадувањето. И второ, нафтен кокс. Криминал невиден. Криминал врз грбот на здравието на граѓаните, на сите нас тука. Со 0% акциза. Благодарам.